Неславно почнува бербата на пиперките во Струмичко. Првите количини се продадоа по цена од 40 до 50 денари за килограм, но екот на бербата почнува со нестабилна цена која варира помеѓу 20 и 30 денари за килограм. Производителите велат дека производството на оваа култура е прилично скапо и бара посебни услови, па со вакви откупни цени не се постигнува рентабилност. Сега е еко на бербата на зелениот пипер. Сега павша. Ама џабе, вчера беше 40, денеска 30. Не бе 30 како ти. Не, 20. Не, 20. 26. Ама јало, паѓа на адекват. Позниот е што береме зелен. Вчера 40, денеска 35 куртове. Утре ќе 30. Не врва и пак цените паѓа секој ден. Јас сум производител на оваа роба тука, што ја гледате. Од две полии се родија скоро 800 кила пиперки. Ама цена 22 динара до 25. Не ни се работи, не знам, ама нема кај да одеме, дека да одеме, што да правиме, мора да се работи. Животот е скап, луксус, не е како порано, сега сите трошиме секој ден по 500 динара дома. Ама што да правиме, нема, мора да се работи. Производство имаме, многу производство. Може едно време ние ја радевме цела Југославија. Трговците од друга страна со своји објаснувања. Велат и тие имаат проблем со дистрибуција, немало голема побарувачка на пазарите низ државата. У Скопје го индеусам, ама слабо е пазарот, таа е што е таа. Да, народот избегале, ми сме останали тука, јас со старци работа да имаме. Ови се стенгат многу, ми млади сме, пари нема, мора да се ценгаме и така. Друго што ви интересира? Само во Македонија? Само во Македонија, да. Стрикно Македонија, да, нема увоз. Задоволни ли сте Да. квалитетот на производите? Квалитет има, па пари нема. Производството на раната сорта пиперки почнува во зимскиот период и е потребно загревање на пластениците каде се одгледува расадот. Поради тоа цената на чинење е висока. Токму високите производствени трошоци и нестабилниот пласман се причина за намалување на површините под рана пиперка во Струмичкиот регион. Од Министерството за земјоделство велат дека е тешко да се направи точна проценка на засадените површини, но евидентно е дека се губи интересот за раноградинарските култури.